Поплавен до колена, подрум и скривница со фекална вода, ширејќи неподнослива миризба и рак рана за 35 станари од зградата на улица Ванчо Китанов во штипската населба Сењак 4. Велат, ако ништо не се преземе, ковидот за нив ќе е детска песна. Слушај, ова што мерише, ова може да направи поголема последица него оваа болест што е сега. Ние тука живееме и оваа смрдеја не може да ја трпеме толку време. Маката на станарите е со подолг временски период. Многу одамна страдаме со оваа нашата скривница, вода се пуне до тук. Стално се пуне вода. И се малку престане, па почне тука да тоне. Тоне водата тука и само глувци излеват во тоа. Тама од кај мене упаане вода си обично течеше. После канализација излезе. Засврде се цела зграда. Неподносливоста на живеењето во влезот број 14 од спомнатата улица ги фрла во очи нашите соговорници. Подитно бараат решение на проблемот. Треба да си додат некои институции што се задолжителни за оваа работа, да си преземат мерка да се заврши ова еднашка за секогаш. Така, ово не се поднася, значи имаме тука деца, може... Со писмено соопштение во текот на денот се огласи и од јавното предпријатие ИСАР. Се работи за дефект на приклучна линија за стамбената зграда. Во текот на вчерашниот ден, екипи на јавното предпријатие ИСАР извршија замена на постојната приклучна цевка за едната ламела, а во текот на утрешниот ден ќе биде извршена замена на приклучната цевка на другата ламела. Интервенциите на приклучните цевки од стамбените објекти до главната приклучна шахта не се во надлежност за одржување на јавното предпријатие ИСАР. Во иднина, доколку се јават вакви проблеми, надлежен е куќниот совет или агенцијата за одржување, од кој досега јавното предпријатие ИСАР нема добиено никакво барање. Стои во информацијата од јавното предпријатие ИСАР.